Интернет анкети и онлайн јавни расправи се одвиваат во сите општини од регионот како дел од активностите за формирање на општинските буџети. На овој начин на комуникација општините се одлучија откако поради пандемијата вообичаените собири мора да бидат избегнати. Започнавме со средба со граѓани за креирање на граѓанскиот буџет. Првата онлайн средба заради специфичноста на ситуацијата се одржа со здруженијата на граѓани и невладиниот сектор. Учесниците имаа можност на непосреден начин со предлози, барања и идеи да учествуваат во креирање на буџетот. Прашалникот кој што се наоѓа на официјалната страна на општината се уште е во тек, прашалник за утврдување на приоритетите. Заеднички кога ќе биде завршен и прашалникот и резултатите кои што ќе бидат сумирани од средбите со граѓаните, ќе пристапиме кон креирање на буџетот. Зашто граѓаните најчесто бараат општините да планираат пари во буџетите? Акцијата практично на прибирање нови податци започна вчера. Очекуваме дека на почетокот од идната недела веќе ќе ги имаме првишните резултати, да не кажам, меѓутоа ќе имаме првишни печатоци од она што е приоритет врз основа на изјаснувањето на граѓани. Барање, ќе го издвојам барањето од бизнис секторот, кое што се однесува за наредна година во буџетот за 2021 година, да бидат повеќе средства издвоени во делот на изработка на планска документација. Тоа се планове во населени места и надвор од населени места за изградба на индустријски зони. Во секој случај водечка улога ќе дадеме на капиталните објекти кои што се градат во општина Карбинци и кои што се на некој начин битни, тоа се однесува на водоснабдувањето, канализацијата и патната инфраструктура. Граѓаните секако точно и прецизно знаат што им треба и што од локалната власт до година очекуваат, но дали општините ќе имаат доволно пари и можности сите желби и да ги реализираат? Имаат таму каде што има повеќе приоритети, значи се прво нагласува најзначениот приоритет, после другите приоритети и во зависност од буџетот кој што го има општина Делчево, да можеме во 2021 да ги решаваме проблемите на граѓаните. Јас верувам дека во однос на тие приоритети ќе имаме доволен буџет за да можеме најприоритетното во секоја месна и урбана заедница да го реализираме. Годинава пандемијата предизвика сериозна економска криза и намалување на буџетите на општините и до 20%. Сепак поголеми поместувања и откажувања од повеќето за граѓаните важни проекти немаше.